Оревот го носи епитетот крал на овошјето. Овој синоним не му е доделен залудно, затоа што во себе ги содржи речиси сите витамини и минерали кои му се потребни на организмот да биде витален и здрав. Сепак, од витамините процентуално најзастапени се оние од групата Б, витамин Е и К, а од минералите ќе ги издвоиме цинк, железо, калиум и калциум. Од овде нормално дека ќе имаме и многу здравствени придобивки, и тоа само со една шака ореви на ден. Го чува имунолошкиот систем, исто така делува антиканцерогено. Се препорачува на постари лица затоа што го регулира нивото на холестерол и триглицериди. Се препорачува за сите оние кои што сакаат малку да се опуштат и да се релаксираат или пак доколку сон не ви доаѓа на очи. Уште една добра вест. Оревите ја регулираат тежината. Оревите се достапни во секој период од годината. Според производителите, не се тешки за одгледување, но си бараат соодветни услови. Сака малку влажно почва да има, да се залеват, како исто и лешниците што се, сакат вода, покрај вода така, да се не мора толку да се залеват. А ако е вака на суво, мора да ги полеваш. Според оние кои ги продаваат, во овој период од годината побарувачката е намалена. Преку лето слабо. Зошто? Што знам, нема е сезонот. Нема е сезонот на раст се. Преку зима највише. А оние кои во топлите денови ги купуваат оревите, ги користат за Колаче си користам. Кога се прават торти, колачи, нешто благи работи, тога и ораз се употребуваат. Покрај за јадење, во Македонија оревот традиционално се употребува во купаничарството, за покукнината и иконостасите, а се изработуваат и традиционалните инструменти како што се шупелката и зурлата.